Драги мои, добар ден. Денеска ќе правиме една пита, обична пита со кисела зелка. Еве сега замесуваме едно тесто. Тестото има сол и вода, ништо друго, ништо повеќе нема. Сега ќе го замесиме убаво. Питата ќе биде со кисела зелка. Во тестото ви кажав, имам отприлика да ви кажам, не ми е мене измерено, негде отприлика имам 1,5 кг брашно, 50 грама зејтин и сол една лажица голема за супена лажица тоа голема. Но тесто треба убаво да се измеси за да нема тоа како жили низ брашното. Малку ќе ставиме брашно околу, да го измесиме вака убаво. Тестото, ја мислам дека убаво измесено. Тоа треба, мислим, тоа експириенс, што вика овде, ова, знаете, например, тоа долги работи, ја работам со брашно исто. И више сум научила како треба, што ја знаем дека вие свите, дами мои, например, и ја исто, свите, секоја еднаш од нас знае како да изработа, туку свите покажуваме на свој начин. Ова ќе биде тегната пита со кисела зелка на мој начин. Еве тестото, ја мислам е готово. Сега го ставам тестото да одстои негде 5 минути, више не му треба. Малку ќе ставам брашно и ќе го оставимо да земам се да покрием крпа. Нека одстои 5 минути. Ете, помина 5 минути така од тестото, од како ви реков дека треба да се одмори. Сега ќе земеме, ќе правиме малечки кравајчиња, тоа големина на еден тањер. Пошто корите нема да ми бидат толку големи, оволку откинувам, например, колку од прилика, па има негде 300 грама едно. Ја не ги мерувам, ама од прилика би. Ваќе ги свичеме со тестово го покрив да не се лади, поарно е.
овоја големина. И сега ќе го оставам на површина што ќе ги намастиме. Ќе видите како, ќе ви ги покажем ја. Ке сум ги направила. Иначе како сте, како ги поминавте празниците? Дали беше добро? Се надевам дека секој, сега така да речемо, сега знаемо како е, но секој поминал во семејството, во кругот. Правиме друго тупче. Ово ви кажав, секоја домаќинка ја знаем, например, знае да направи пита, но секоја покажува на свој начин. Снег врне мама му. И. Извинете, малку некој викаше на вратата, па ја правиме малечки. И ова е готово. Толкава големина треба да бидат и колку сакате правете ги, тие ќе се тегнат. Еве, например, во близина и да и нашите божични Василица доаѓа здравие. Сите да ја дочекаме во најубав ред и мир и слога. Сите да сме живи, здрави и најсреќни во 2026 година, све да се случува убави моменти. Од прилика, знаете, за, например, колку тесто да направите, тоа зависи од колкава количина вие мислите да направите пита. Например, една тепсија, две тепсии, тоа затоа ви кажувам зависи. Ама по моје, на тепсија од 36 сантима потребно ви е 5 корички ваќе. Може некоја се многу, али 4 до 5. Еви, тоа е готово. Се земаме друго кравеќе. Уште малку да ќе дадем. Јас имам малку повише купус испржено, а иначе купузот ми е од рендан, како што се става рендан купуза во зима, не е од главици и испржен ми е. Дека посладок, изведувајте пржен, па после да се прави пита. Дали имате зима, луѓе мои?
Кај нас зимата дојде на рано, уште у ноември месец има снег. Ете и тоа тупче е готово. До сега имаме 4 со ова. Вака земам од ова дека брашното, знаете, не сакам да го мешам. Од друга паковка е. Зашто некои брашна се тегнат, некои малку има потешки, некои зависи. Зависи до брашното. Може да е истото брашно, истото. Некои паковки е подруго, ја не знам и тоа како се дешава, ама видите, меко е тестото. Како памук е направено, убаво изработано. Верувајте, денешниве домаќинки, мислим, тоа не е навреда, повеќе си работа со готови кори купени. Ама кој како сака, кој како обожава, некој сака домашна пита правена од домашна изработка, некој сака, мислим, се едно му е. Ба зависи тоа, ама секако е добро и на тој начин и на тој, кој како сака, така не е убаво. Кој како мисли. Се ќе направиме, имаме уште, ова е многу, две помалечки ќе направим. Некогаш за на крајот, ако не стига, треба увек некоја помала коричка. Може да се внесе, ваке ќе направим и таја, и оваја. А едно да ви кажам, откако ќе направите питава, нели корите, ја некој ги остава, дебелиот крај секогаш го ваѓаме, например. И сега од таа, од тоа кора, ова што сте ја земале од крајот, од корите, сачувајте го тестото, ставете го во кеса една и ќе си го употребите за пица. Верувајте, ставете го само во кеса, кесата малку направете со зејтин малку, за да не се залепи. И оставете во обичен фрижидер, може да ви седи тестото. И кога планирате, некојаш имате, например, или планирате, пица да направите, ќе вземете тоа тесто. Уште една коричка. Извинете, имам едно дете овде капа штука тоа. Са малички деца се тие што да правим. Еве го што ова. Сега ќе ви ги покажам наредени со зејти. И ќе ви кажам колку ќе излезе питал, тоа ова беше последно. Еве сега, еве ги наредени.
Еве ги сега кравајчињата, ќе ги оставиме да, значи имам 2, 4, 5 големи и 2 малечки. Сега ќе ги оставимо да отстојат неколку 20 минути од прилика. Драги мои, колите се виќе стасани за траглење. И сега ќе земеме да ја намасниме тепсијата со ова е спреј тоа. Зејтинов спреј. Добре. И ќе почнеме со лечење на комаро или питата. Зедох оне малиот дел дека е за у срединка, тој и не е толку ова е најмалата кора, зашто иначе биде во средината, мислим, не е битно тоа, ама сепак да е ставиме во средина. Се скина. Може требаше уште малку да застане, но не, нема веза нешто, или ја дупнав со прстот, може би. Ние ќе продолжиме. Може да ја залепиме, чекај вака. Така ќе направиме. Пошто е те мала грешка во првата кора, малечката. Не е грешка, се дешава тоа. Ја поправиме грешката се. Добро, ја откачив. Нема веза, она у среди ќе биде тја. Не се скина, јас мислев ја залепив, ама ништо друго. Ова ќе го... Се тегне убаво, не знам како ја скинав од тука, ама нема веза. Се дешава, тоа ќе се... Важно да е танка кората, па сега што се скинала. Ќе видиме. Некојаш, верувајте, ви кажав, сви зависи до брашното. Еве, јас сум имала прилика истото брашно, некогаш е добро, некогаш не. И ова сега е месено само од едно брашно. Ќе ви скинеме под белиот крај. Кората е тенка, ви реков, па сега. Овај дел ќе го оставам од века, пошто ви кажав, ќе ги чуваме за малку масло ќе ставиме. Или зејтин, како сакате, речете ги. Сега ќе ставиме од киселата зелка. Или
кукус. Претходно кукузот е пржен. И зашто е посладок некако. Доста е. Кај скината, тој да не секам да се Сакој раката ќе ја ставиме во тепсија. Сега продолжуваме со големките. Чашава дали отсекуваш. Отсекаде. Сега ќе видиме какви се, некако сундимо ми следи брашно. Дека никогаш така не сум ја скинала парата. Кората уште може да се тегне, да ви кажам, но нема потреба. Таа е танка у среде. Сега ќе го скинемо дебелиот крај.
да распоредиме сега, да има. Јас сакам повеќе, да има купус, верувајте. Поделени сме, некој сакаме со купус, некој со праси сирење и така да малку ќе ги задоволиме сите. Доволно, дори преку доволно настави. Сега ја мотаме кора. Се гледаш, например, нема потреба да ја влечам по голема, зашто само ме краće ću iskinu. Сега наместиме чаршафот така. Превише там. Има уште еден дел на масата, ма не го ставив.